Брзо возење по магистралниот пат меѓу Кичево и Гостивар донесе нови 11 жртви и повредени на македонските патишта. Пред незгодна кривина кај селото Трапчин дол, на неколку километри од Кичево, трагите од сообраќајната трагедија се видливи. Од двете страни на патот стојат големи парчиња од трите удрени автомобили и локви од истурено автомобилско масло. На лице место загинаа двајца возачи. 63 годишен битолчанец кој возел Мерцедес и 38 годишен возач на Опел од Гостивар. Од истиот Опел, 38 годишна жена им подлегнала на повредите во Кичевската болница. На местото има останато и шофер шајбни од трите возила кои биле извадени за да се извлечат 800 повредени, од кои некои тешко. Истрагата трае. Согласно првичните информации кои што ги добив, станува збор за огромна неприлагодена брзина од страна на еден од учесниците во сообраќајот кој што нажалост е починат. Крвавиот биланс не застана. Рано утрово загина и 19 годишно момче од Миравци, кое со БМВ излетало од патот во близина на своето родно место. Само во последните 7 дена, според полициските билтени, на македонските патишта загинале вкупно 5 луѓе, а 34 се повредени. Од нив 10 со тешки и сериозни последици. Гинат и повредени се и возачи, и велосипедисти, и пешаци, и трактористи. Бројките се на државниот просек од лани, тврди министерот, но многу повисоки од европските. Покрај сообраќајна безбедносна култура, треба и подобри патишта, а за главниот град како решение се гледат и камерите од Safe City. Секако со изградбата на сите патишта кои што моментално се во фаза на реконструкција и новите автопатишта кои што се предвидени и со нивно ставање во функција, бројот на жртвите треба да се намали. Овој пристап е сеопфатен, еве ексклузивно за вас можем да кажем дека минатата недела дел од потребните закони кои што се нужни да се променат се ставени на ЕНЕР, а се поврзани со имплементацијата на Safe City како проект. Но базата ЕНЕР на интернет празнично не работеше, па не можеше ниту да се види кои се измените кои треба да го возможат користењето на Safe City камерите за поголема безбедност на патиштата. Треба да профункционира после Нова година и после локалните избори. Пробното користење покажа дека само во Скопје, дневно, илјадници возачи и други учесници во сообраќајот прават прекршоци на местата каде има камери. Не помагаат ниту честите сообраќајни контроли и илјадници казни, па се тера по старо. Учесниците во сообраќајот не ја зголемуваат и личната и општата безбедност по улиците и патиштата.